За работниците нештата тргнале на подобро. Повредите на работа намалени, тврди синдикатот. Ова според нив било нивна заслуга, зашто успеале да го сменат законот за заштита при работа. Изјавите за безбедност и здравје при работа задолжително мора да бидат ставени на мислење на синдикалната организација и на претседателот на синдикатот. Работодавачот има обврска задолжително да ги информира за сите оние активности поврзани со воведување на нова технологија и она што е многу битно за нас, обезбедување на контрола на претседателот на синдикат кој најмалку 2 пати годишно може да врши контрола и инспектирање на сите работни места. Ова меѓу другото се должи на заштитната опрема што фирмите се должни да им ја дадат на работниците. Во однос на обезбедувањето, мислам, ХТЗ опремата, значи секоја година и даваме на работниците, воедно имаме и исклучено договор со една фирма која врше комплет безбедност и заштита при работа. Сепак и понатаму, бројот на работници кои од работа завршуваат во болница е помеѓу 120 и 150. Секторите кои се најмногу опфатени со повредите биле градежништвото, понатаму исто така сме бележеле дел во текстилот, дел во земјоделието и во металната индустрија. За бројот на повредени да се намали уште, државата, фирмите и невладиниот сектор ги збиваат редовите. Преку креирање на соработка, преку информативни состаноци, преку воспоставување на кроссекторска соработка помеѓу работодавачот, работниците, државните институции, преку тренинг наменет за представникот на вработените и работниците и работодавачите од друга страна. Ова секако треба да даде дополнителни резултати, но за оние кои покрај кампањите и обврските за заштитна опрема не им се слуша, се соочуваат со казни и до 2000 евра. Дополнително најавени се и ригорозни инспекцијски контроли, зашто во прашање е животот и здравјето на работниците.